Аптека Бела Фарм е основана 2012 година со седиште во Неготино, со двајца вработени, дипломиран фармацевт и фармацевски техничар. Денес сме 4 аптеки со 20 вработени. Нашата примарна дејност е аптекарска дејност, односно издавање на лекови и пружење на здравствени услуги. Но и покрај тоа, аптеки Бела Фарм поседуваат, односно нудат над 5000 различни производи, односно додатоци во исхрана, суплементи, козметика од врвни брендови, така да и покрај тоа што примарната дејност не е унапредување на здравието, ние се грижиме и за убавината и за негата на нашите пациенти. Бидејќи нашиот тим поседува континуирани едукации, се образуваме и се едуцираме постојано. Бела Фарм аптеки прерасна во еден бренд кој што освен што пружи здравствена заштита, се грижи и ја возвишува и убавината кај нашите пациенти. Женското предприемништво во голема мера може да го унапреди нашето општество. За жените сметам и тврдам дека се големи лидери, дека се исполнителни, дека знаат да бидат истрајни и дека се многу посветени во својата професија, бидејќи и нашето работење и нашата компанија е со поголем дел од жени. Тие се успешни во своето работење и со тоа што би земале поголем дел од нашето општество, сметам дека би имало и поголем економски развој, така да овие платформи како што е националната платформа за поддршка на женско предприемаштво уште повеќе го поттикнуваат тоа и даваат поголем пристап до информации и финансии, го поврзуваат приватниот сектор со општествените установи, што е многу клучно за успех на целото општество. Сметаме дека најпрво секоја жена треба да ги знае, да биде свесна за своите знаења, нели, за своите вештини, да ги унапредува и доколку биде истрајна и се стреми кон своите цели, секоја жена може да се најде во женското предприемаштво и да биде успешна во тоа. Меѓутоа треба многу работа и труд. Како клучен сегмент за нашиот успех сметам дека е примарно знаењето, дека навистина вложуваме во голема едукација, во многу обуки за нашиот тим, во постојано учење и сето тоа го правиме бидејќи нашите пациенти ни го доверуваат нивното најскапоцено, односно здравието пред се, а потоа и нивната убавина.